А сега е време за првите гости во студио. Со оглед на тоа дека од утре па се до 7 август се одбележува светската недела за доењето, односно најважните моменти за почетокот на животот за секое бебе. Денес ги поканивме од клиничката болница Аџибадем Систина Симона Симич, медицинска сестра од одделот на неонатологија, и од истиот оддел и господица Христина Силјановска, исто така медицинска сестра. Добре ни дојдовте во студиото. Дали би сакале да ве опуштиме со едно утринско кафе подготвено од новинарки? Благодариме. Да. Сепак, ете, многу е важно, нели, да се живее здраво. Веројатно тоа им го предпочитате и на сите оние кои што ќе дојдат и ќе донесат живот во вашата болница и ги учите на оние први чекори од доењето. Ирена, повели со гостите. Благодарам, Оливера. Интересно. Одлична, убава најава во пресрет на светската недела на доење, која што е од 1 до 7 август, веќе од утре. Ќе зборуваме за важноста на доењето и затоа од клиничката болница Аџибадем Систина. Веќе знаете, секој петок ова утро со нас е Симона Симич, медицинска сестра од одделот за неонатологија до мене, и Христина Силјановски, која што е исто така медицинска сестра од одделот за неонатологија. Ја имате најубавата, можеби за мене, најблагородната работа на светот. Работите со новороденчиња, со бебиња и она што е најважно, како што кажа и Оливера, е хранењето, односно доењето. Сега, клиничката болница Аџибадем Систина не само оваа недела, туку баш напротив, од незиното основање па се до ден денеска и понатаму се разбира, големо внимание обрнува на доењето. Колку е важно доењето во соба? Значи, посетата ваша како персонал, како медицинска сестра, кај родилката и да почне оној момент на доење. Токму така, најважното е доењето. Ние кои што како медицински персонал им помагаме на родилките во соба на доењето. Значи, најважното е да се напомене дека доењето е природен процес и дека е вештина која што ја учи и е нова и за мајката и за новороденчето, особено кај мајките кои што се првородки. Така да гледаме ние да бидеме како стручен персонал да им помогнеме во целата таа вештина. Најважното е за правилно и успешно доење, за правилно и успешно за успешна приказна е правилното позиционирање на града. За сето тоа да биде правилно и успешно и да не биде безболно. Така. Сега тоа е кога се родилки веќе, меѓутоа вашата едукација започнува и во тека на бременоста. Имате и работилници во склоп на болницата, нели, во Аџибадем Систина. Христина, колку е важно едукацијата за време на бременоста? Така, да, точно во клиничката болница Аџибадем Систина имаме организирани бесплатни предавања, каде што тука имаме тимот едуцирани неонатолози, тимот едуцирани медицински сестри од одделот неонатологија, кои што активно и предвремено ги едуцираат идните мајки за придобивките од доењето, за придобивките од мајчиното млеко, техниките за поставување на града на новороденото, се со цел да се стекне онаа самодоверба уште пред породувањето на мајката, бидејќи секој процес е многу полесен доколку претходно имаме некое знаење, колку толку, така да им препорачувам на мајките да доаѓаат на тие предавања, да следат кога имаме предавања, за да може сето тоа кога ќе се породи мајката да им биде се полесно. Да имаат веќе знаење, да бидат поопуштени. А дали се тие предавања кај вас со физичко присуство или можеби некогаш се одржуваат и онлайн? Најчесто се кај нас, најчесто секоја среда значи има, но сепак на самата страница значи на Аџибадем Систина има објави кога има предавања, од чија страна ќе бидат предавања и се тоа, така да препорачувам, да, имаме доста голема посетеност. И голем интерес, затоа што сето тоа е за доброто и за мајката и за новороденото. Ете така. Оно што е убаво да се спомене е дека во клиничката болница Аџибадем Систина постојат посебни делови, посебни соби за доење. Да, токму така. Ова е нешто ново или го има и од порано? Не, го имаме и од порано. Значи имаме соби за доење, каде што родилките кои што доаѓаат и пациентите кои што доаѓаат од надвор може да дојдат и нели доколку имаат потреба за да го дојат своето бебенце, тоа се соби кои што се максимално опремени, така да слободно можат да влезат и да си го дојат бебенцето. Ние сме тука како стручен тим за било каква помош да им помогнеме на сите од нив. Така.
Сега, кои се најчестите совети што им ги давате на младите мајки? Со кои прашања најчесто настапуваат? Што е она што можеби се двоумат? Дали можеби колку често да се дои? Дали што ќе се случи ако изгуба млеко? Дали со такви прашања се соочувате секојдневно? Така, најважниот совет што можеме да го дадеме на мајките е да бидат трпеливи и истрени во овој процес, затоа што не секоја дојнечка приказна започнува лесно и тоа е сосема нормално и вообичаено. Многу е битно да не се откажуваат, но затоа сме ние тука како тим, значи да им помогнеме доколку имаат одредени прашања, доколку настануваат дилеми околу доењето и сето тоа. Нормално е во почетокот и да се збунете, така да нашите совети се сепак да не се откажуваат, да бидат истрени. Така, тоа е секогаш многу убаво да се каже, меѓутоа во пракса некогаш и не може да успее. Тука веќе често пати, значи има примери, бидејќи иста жена со две бременности може да има и различен начин на процес на доење. Така, со едното детенце да е еден начин или процес, со другото друг да е. Темпераментот на бебето. Јас го имав тоа искуство, да. Сега, со кои потешкоти најчесто мајките се соочуваат или кои се проблемите кои што може да се јават во текот на доењето? Така, значи најчесто има проблеми кај некои првородки кои што се со позиционирањето на града, потешко да фаќа бебенцето, да не може да се наместат, мајката да има болки, особено после царски рез, така да сето тоа тој процес оди малку подолго, не може веднаш, како кои што се второродки понатаму. Така да ние сме тука да им помогнеме, меѓутоа доколку има проблем во однос на згрчување на млеко, запушени канали, сите тие работи, проблеми со процесот на доење, ние сме тука да им помогнеме, значи додека се во престојат на болница. Така. Сега, она што секогаш предпоставувам прашуваат мајките и ние сме се соочиле со тоа, Оливера, колку често треба да се дои? Значи, дали е тоа кога ќе посака новороденчето по негова желба или има можеби некој правилник? Предпоставувам правило нема некое. И ова прашање сакам да ми го одговорите, колку долго време се препорачува доење сега по најновите стандарди? Вака, значи, бидејќи имаме мајки кои што се со прво детенце, односно прво новородено, значи ние во нашето породилиште, во тие први 3-4 дена додека се кај нас, сме од голема помош и активно ги едуцираме за да ги препознаат потребите на нивното новородено. Најчесто се препорачува барем во првите денови бебето да биде од 5 до 10 минути на една града и 5 до 10 минути на друга града, се со цел да не настанат и оние рагади кои што настануваат на брадавиците, за да немаме понатака проблем во процесот на доење, но секогаш гледаме да се следат потребите на новороденото. Значи не гледаме на часовник, туку ги следиме потребите на новороденото, зашто сепак тоа ни укажува што така да часовникот го користиме само како рамка, значи да не поминат оние 3-4 часа, односно да не биде 3-4 часа без оброк. Најчесто новородените кои што се само на мајчино млеко знаат да бараат и почесто да бидат на града, дури некои новородени бараат значи на час и половина да се ставаат на града, но сепак значи мајките да ги следат потребите на новороденото. Часовникот повторно потенцирам да им биде само како рамка за да не поминат тие 3 до 4 часа без оброк на новороденото. Подој како се вика, се вели стручно. Сега она што од кога ќе отпуштите од болница, кога ќе си одат дома, тука веќе мајката останува сама на себе. И она што вие како тим, како болница го правите, одите патронажна служба, значи си одите дома кај мајките, кај новороденчето и вршите едукација или можеби еден вид на контрола како тоа изгледа, како се снаоѓа мајката сама. Да, токму така, тоа е еден вид на контрола, значи тука услугата не завршува, одиме дома како патронажна посета и помагаме на мајката и повторно едуцираме во однос на доење, менување на пелени, чистење на папоче, така да едукација повторно продолжува. Сето она што е објаснато во болница, повторно го објаснуваме дома во домашни услови. Колку често одите ги посетувате како вие? Еднаш после породувањето, да. Еднаш после породувањето во договор со мајката ја контактираме и се договараме со нејза. Да. Сега, Кристина, не ми одговорите колку се препорачува доење сега по најновите стандарди? Колку време се уште важи она ексклузива до 6 месеци само на мајчино млеко? Точно така, ние препорачуваме да биде нели кога е веќе на мајчино да биде точно до 6 месеци само на мајчино млеко.
но сепак има новородени кои што значи може би да побараат веќе после 5-тиот месец и нешто плюс, зашто веќе нели после 6-тиот месец се воведува и исхрана друга, но тоа се во склоп во договор со неонатолозите најчесто. Со оние кои што се грижат за оние кои што се грижат на контроли кои што се ги редовно кои што се ги вршат кај неонатологот, односно кај педијатарот, они во консултација со него си прават план за понатак. Мислам, ја следиме килажата на новороденото, ги следиме потребите за да можеме точно, за да можеме да знаеме дали има потреба повеќе од. Постојат мајки кои што велат нема млеко. Така и се одлучуваат за адаптирано млеко. Дали постои жена што после породувањето на вистина нема млеко? И како да се реши тој проблем? И што кај оние мајки што имаат ете вовлечени брадавици? Како го решавате тој проблем? Ете тоа е и последното прашање. Така. Може, еве, Кристина Симона, кој сака. Добре, еве. Значи, сепак тоа е индивидуално, веќе кога станува збор, ајде да ги спомнавте вештачките брадавици. Значи, вештачките брадавици не треба да се користат рутински. Вештачките брадавици се препорачува само по совет од стручно лице. Значи, еве ние додека се мајките во породилиште, гледаме која мајка има потреба од вештачка брадавица и кај тие мајки даваме, затоа што точно е дека има мајки кои што се со вовлечени брадавки, рамни брадавки и слично. Мајката се препорачува, значи да, можно е во првите денови да нема млеко, но многу е битно мајката да внесува доволно течности. Значи да внесува доволно вода, бистри сокови, постојат и чајот за доилки кои што може да го набават од аптеките. Многу е битна исхраната на мајката и се тоа за да може да надојде нели тоа млеко. Додека кога станува збор за одмолзување на млекото, да, имаме некогаш потреби од одмолзување на млеко, поготово во војно момент кога мајката е одвоена од своето новородено или кога не може бебето директно да цица од новороденото. Тука е многу битно, значи, да се користи соодветна пумпа, правилна техника и при тоа да се почитуваат оние правила за складирање на мечиното млеко. Потоа значи тоа значи да имаме стерилен сат за складирање на млекото, постојат и оние кесички кои што се купуваат од аптеките, каде што може да се складира тука млекото, мечиното млеко на сомна во фрижидер може да стои до 48 часа, во замрзнувач може да стои од 3 до 4 месеци, каде што на собна температура најдобро е до 2 часа, може да стои до 4, ама да се држиме сепак оние 2 часа, зашто сепак е нели мајчино. Да. Ви благодарам многу за ова ваше гостување. Ете, со овој разговор допринесовме и ние за да го одбележиме светската недела на доењето. Ви благодарам Симона и Кристина многу. Ви благодарам. Ке ве ослободиме сега да се вратите кај вашите новороденчиња на вашето работно место. Продолжуваме понатаму. Ви благодарам за овој убав конструктивен разговор со оглед на тоа дека доењето е првата врска, првата утеха и првата поддршка што мајката ја дава на своето бебенце.